Почитувани представници на медиумите, Државната изборна комисија, односно мнозинството во Државната изборна комисија, му ја задоволи желбата на Зоран Заев за пролонгирање на кризата. И што е уште поопасно, за пролонгирање на кризата преку обид за постизборен инженеринг или преку обид за постизборен инженеринг да се фалсификува волјата на гласачите и волјата на мнозинството. Мнозинството во Државната изборна комисија одлучи да не верува на јавно дадените искази на сите членови на изборната комисија, кои што јавно пред целата македонска јавност изјавија дека ја виделе и констатирале дека господјата Фатиме Сулеймани претходно го искористила своето право на глас и не и дозволиле повтор пат да го искористи незиното право на глас. Оваа одлука која што ја донесе мнозинството на Државната изборна комисија е скандалозна и нема никаква врска ни со правото, ни со правдата. Оваа одлука на мнозинството на Државната изборна комисија само помага на Зоран Заев да го исполни својот план за постизборен инженеринг и за фалсификување на волјата на граѓаните на Република Македонија. Дозволете ми сега да се осврнам на уште еден приговор за кој што Државната изборна комисија треба да одлучи. Ова е исто така уште еден скандалозен приговор поднесен од страна на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Станува збор за избирачкото место 2011 во Теарце. Најпрво не убедуваа дека станувало збор за некој така наречен бугарски воз, дека била фалсификувана волјата на граѓаните или дека некој друг гласал или дека шетеле гласачки ливчиња и што ли уште не. На крај пред целата македонска јавност и целата македонска јавност виде дека нема ништо од тоа. Сите се убедија дека нема ништо ни од бугарски воз, ни дека шетеле ливчиња, ни дека има било каква повреда. Но сепак, повторно има можност мнозинството на ДИК да му удоволи уште една желба на Заев за пролонгирање на кризата и обид за постизборен инженеринг, затоа што се провлекува дека на тоа избирачко место, иако не е основан приговорот на СДСМ, сепак била нарушена тајноста на гласањето. Ова воопшто не е точно. Има повеќе избирачки места во Македонија, преку 20, на кои што гласал само еден гласач. Јас ќе се осврнам на само едно. Тоа е избирачкото место 0640 во Демир Хисар, во 5-та изборна единица. На ова гласачко место гласал само еден граѓанин. Тој еден граѓанин гласал за СДСМ. Целата комисија, целата изборна комисија и сите наблюдувачи знаат кој е тој граѓанин. Затоа што само еден граѓанин гласал и тој еден граѓанин гласал за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ова е јавен податок и овој податок е објавен на официјалната страна на Државната изборна комисија. Дали ова значи дека и овдека на ова избирачко место 0640 во Демир Хисар е нарушена тајноста на гласањето? Не. Одговорот е не. Затоа што на овој начин не се нарушува тајноста на гласањето. Исто како и во случај кога некој член на избирачкиот одбор помага на некој гласач на кој што му е потребна помош при гласање да гласа. Заради ова, избирачките одбори или членовите на избирачките одбори имаат подпишано изјава за чување на тајност на податоци. Тие се должни овие информации кои што ќе ги дознаат, а кои што се поврзани со гласањето, да не ги соопштат на никој. Затоа апелираме до мнозинството на Државната изборна комисија да не подлегнува под било какви барања и мнозинство на било кого, особено не на Заев и на неговите желби за пролонгирање на кризата и за постизборен инженеринг. Државната изборна комисија не смее да биде соучесник во обидот на Заев да направи постизборен инженеринг во Република Македонија и да фалсификува волјата на граѓаните. Ако Државната изборна комисија или мнозинството на Државната изборна комисија одлучи да биде соучесник во постизборниот инженеринг преку носење на скандалозни и противзаконски одлуки,
За тоа мора да има одговорност. Апелирам до Државната изборна комисија да работи по закон, да ги стави на страна сите други нивни политички ставови или било какви убедувања. Единствено што треба да прави Државната изборна комисија е да работи по закон, а не по налог на било кого. Благодарам.